сум јас дебела, јас сум мечка. И од 120 килограма намалив 65 килограма. Здраво Вилета, пред себе сакала да се заблагодарам затоа што ја прифати мојата понуда и се одлучи да дојдеш кај мене, да не ја раскажеш еви на кралиците, на нашите гледачи, твојата приказна со моите програми. Па за почеток би сакала да те прашам, еве да им кажеш на гледачите од каде си, која си, малку нешто повеќе за тебе. Здраво, Воли. Благодарам што ме покани да бидам дел од твојата соработка. Значи, јас сум Виолета Ристовска, иначе сум од Кочани, мајка, работена сум во општа болница Кочани со проширена дејност. Супер, многу ми мило и драго. Па би сакала за почеток да те прашам, зошто се одлучи да почнеш со програмите и предизвиците, што те натера? Што ме натера? Како прво, ме натера моето здравје. Пошто моето здравје беше премногу нарушено, со последици. Се сеќавам, пред 11 месеца, последниот ден, пред да се одлучам, нели? Да започнеш со да програмите, започнам со програмите. Бев кај мојата драга докторка, Кате, Катерина Панич, иначе познат хирург во Кочани. Супер. И таа со 2 збора ми се обрати и ми рече: Виолета, зар јас треба да ти го кажам? Она. Да, после го останало Последна да збор бидам. за И ја ја лично. реков, викам да, а зашто да не? И само со 2 збора ми рече: Виолета, ќе лажете. Само ќе лажете да намалиш. Ништо друго. Излегов од кај неа, бев на работа цел ден, се вратив дома, застанав на огледало и се гледам. И си поставувам прашање. И си реков, зар јас сум дебела? Се завртив настрана и се гледам и си викам, не е можно. Зар сам јас тоа? Не. Значи не сум јас дебела, јас сум мечка. Мечка и то страшна мечка. Кај беше до сега, викам, доктор Кате? Да, понекогаш, знаеш, ни недостасува некој да не подсети дека нешто, еве како например кај тебе било здравјето. Значи не треба, еве јас на сите им кажувам дека не треба да дојде период да ни се наруши здравјето за да почнеме да се грижиме за себе, но еве ајде кажи си тебе лично, твое лично искуство, што за тебе натера за да почнеш? Еве мотивот, како што кажуваш на самиот почеток дека ти било здравјето, дали еве ти, пошто и самата мене ми имаш кажано, нели, дека не се чувствувала самоуверена и не убаво во твојата кожа, но еве кажи ни на сите зошто се придружи, зошто започна? Значи, мојата цел беше и кога почнав, нели, баш јас тај период кога почнав беше летниот предизвик и бев си бев зацртала во глава дека ако ослабнам 30 килограма ќе биде добро. Дојдов до тие 30 килограма, се погледна повторно во огледало и реков, не, се уште треба. Значи, од 120 килограма намалив 65 килограма. Да. Значи, се победив самата себе. Го победив тај тежок период, беше упорно, али заслужено. И ќе продолжам понатам, пошто уште не се осеќам дека треба да бидам таа што јас сакам. Да, понекогаш најтешко... Погубев порано расположението, значи не бев сигурна, не бев стабилна, паднав во некоја мала депресија, али се пребродив, значи го пребродив тај тежок период за да можам да успеам и ете успеав, значи секој може да успеа. Али треба да има барем да знаеш што сака, да се сака самиот себе, да го сака твоето здравје, ако сака да биде здрав, нормално. Ако не сака никој да биде здрав, ако не сака да биде здрав. Точно така, се сложам. Еве, ти самата ми рече дека си се победила самата себе. Да. Јас секогаш кажувам дека најголемиот противник на нас самите себе понекогаш сме си лично ние. Што ти беше тебе најтешко од програмите, предизвиците? Најтешко ми беше, значи порано се мразив самата себе кога ќе ми каже некој можеш да станеш во 8 саат.
8 сато беше за мене она на работа, кога треба да одам, а кога бев слободна, значи, знаев да поспијам повише. И да го поминувам дено ноступ во лежење, седење, значи никакво функционирање. Кога почнав да вежбам, да пешачам, дори многу пати ми се случувало, еве јавно ќе кажам, сум тепцувала. И тоа си велев, зашто баш ова лоли? Тоа што го мразев, ти ми направи за да го засакам сега, почнам да го засакувам и го сакам сега. Значи, не можев да замислам јас пешки да одам. Моето мото беше стано, колата, мала дестинација, без разлика кај да мрднам, колата беше моето. Дали ти беше, еве, пошто спомна дека понекогаш на моменти си ме пцуела, дали тоа било кога си почнувала да вежбаш? Дали, еве, кажи ни, дали ти било тешко? Дали ти било тешко, еве, на почетокот да вежбаш и како се чувствуваш денес? Да, првата недела ми беше премногу тешко. Значи, премногу тешко. Одразување на нозе, на раце, на тело. Да, тоа е нормално. Да, нормално. али успеав. Бев решена и упорна дека морам јас да го постигнам тоа што го јас имам зацртано. А дали ти беше напорно да се натераш да вежбаш? Еве, дали ти беше напорно, пример, да си речеш, јас денес треба да станам да вежбам? Дали, например, се чувствувала некогаш дека ти е тешко да се натераш да вежбаш сам? Што те натеруваше, например, да. и кога... Порано, значи, пак се навратам, значи, порано нема смисла јас, нема представа дека може пола километар да изедам, а не 3 километра. Кога почнав и решив, нели, за да одам, да пешачам, да тренирам, искрената што ми ја напиша ти твоето мени, се придржавав строго, дори многу пати ќе ми речат колешките, ајде. Не, кај мене има саат. Значи се не. И саатот морам да го придржавам. Ама зашо баш така? Така? Да, знаеш, јас обично направам исклучоци кога станува збор за временска рамка на обруци, но многу сум срекна, еве и ти, а не си исклучок, многу други што се придржувале, нели, до временската рамка на обруци, затоа што ни е многу важно во случајот кога работевме индивидуално, стануваше збор за временската рамка, но дали ти, пример, си наоѓала некои потешкоти кога, пример, требало да се припремаш некој оброк од дома? Дали си нашла нешто потешкоти во исхраната, еве, например, да ни кажеш? Во исхраната не. Али кога ќе ми спомнеше дали го направи лимонот со ѓумберот, ја беше оноа леле доста лоли. До кога? Секоја вечер блендирање лимон, ѓумбер, значи од вечер преспремано за сабајле да го, значи тоа беа 2,5 месеци стално, значи секој дневно, секоја вечер да го правиш тоа. Али сватив дека со лимонот и со ѓумберот ги изфрлаш токсините. Значи секој човек ние имаме задршка. Повеќе вода и таа вода мора некако да ние изфрламе, да, али сметам и сум сигурна дека со тоа највеќе се изфрлат токсините. Да, значи сакаш да кажеш дека мојот рецепт сепак бил многу добар. 100%, значи 100% и сум убедена и сум сигурна и знам дека е така. Дали беше... И го препорачувам на секој. На мои блиски, на мои колешки сум го тоа кажала, имат пробано, али не можат, например, секоја вечер да... Да. Дали го практикуваше тоа што те советував, од вечер да си ги спремаш оброци? Дали однапред денот да го имаш испланирано или како се снаоѓаше? Секогаш од вечер, пошто се случува, значи кога сам на работа, не можам на работа тоа да го направам. Значи мораш од вечер да го направиш за да биде све преспремено, за да можам да јадам тоа што го имаш ти на менито. Ми го имаш... Да, тоа што јас сум те го изготвила. Изготвила, да. Така да, на почетокот беше тешко, али со упорноста
Како се чувствуваш денеска? Дали можеш да ни кажеш, еве, како се чувствуваш во овој момент и сега? Во овој момент и сега се чувствувам толку среќна, расположена, ми се врати расположението, иначе јас сум особа што секогаш сум насмеана, весела. Од претходниот период бев и дури самата се поставила прашање зашто сум таква, но сега значи сум сосема она што бев пред 2,5 години. 2,5 години. Не. Самодовербата е сигурно на многу повисоко ниво на од повисоко претходно. ниво, да. Си се сакам самата себе, мора да се похвалам. Да. Си го сакам телото. Треба уште малку. Да. Али у целина сум среќна. Да, тоа е И дефинитивно весела и пред се здрава. Да, здравата исхрана и како и влијае врз начинот на животот, посебно кога станува збор еве за некој потежок период, како еве например ти што ни кажа дека си имала многу тежок период и си била во депресија. Да. И како тренингот, вежбањето, здравата исхрана влијае врз тоа и јас сум многу среќна затоа што ти успеа да го поминеш тој период и затоа што ме избра мене да бидам твоја поддршка и твој мотиватор. Благодарам. И јас сум премногу среќна, пошто ти, ако не беше ти, јас немав смисла за живот. Ти ми го смени целиот живот. Значи, јас се променив целосно. Да, програмите сите го И ти докажуваат. благодарам многу, Да. стварно ти благодарам многу и да продолжиш. Еве, сега Тоа- кога ми каже дали ти би ја препорачала еве на нашите гледачи програмата на Лолита. Да, 100% го мислам, ја препорачувам програмата, затоа што знам дека и сум сигурна и ти верувам, како јас што верувам и сум успеала, значи може да успеат другите. И да не се двомат. Значи, слободно, нека те потражат тебе. Значи, не само што си, значи, во секое време си пристапна. Да, достапна. Достапна. Кажи како 24 знаеш сата кроз 7. Многу пати ми се е случило кога излезам бар вечериња, пред да излезам и ќе се јавам, Лоли, кажи што да јадам. Да кажеш за Цезар салата. И она ми вика, па било што? Па јас сакам Цезар. Никако Цезар! Зашто не? Не смеш тоа. Било што, само Цезар не. Цезар ми е најоменената салата. Да, ама во домашни услови со во мој дом. рецепт, точно Да, така. да. Дали програмата ти го промени животот? Да, 100%. Еве, за крај, дали би сакала на гледачите да им испратиш некоја порака, да им кажеш, еве на некои твои пријатели, другари? На сите што го гледаат ова, на сите што сакат да се приклучат, да бидат дел Од програмите. од програмите, да не се двумат, да бидат сигурни, да ја имат да имат цел. Целта е најбитна во секој смисла на збор. И карактер, ако сакат да успеат, а ќе успеат. Значи, кога можев јас у најтешкиот период да го пребродам, можат сите. Точно. Само тврда волја, тврд карактер, мислам јак карактер, и ќе постигнат се. Супер. Да, те благодарам, Виолета, уште еднаш затоа што Благодарам вам. ја прифати мојата понуда и затоа што денеска беше тука со нас да ни ја раскажеш твојата приказна. Благодарам.